Битола, градот кој често дише загаден воздух, денеска на 27 декември околу 11 часот согласно мерењата од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање на двете мерни станици Битола 1 и Битола 2 бележи мал пат на концентрацијата на PM10 честичките. Со средна вредност е Битола 1 која се наоѓа во центарот на градот, додека Битола 2 покажува зголемена концентрација. Поради ваквата состојба со амбиенталниот воздух, а во насока на подобрување на квалитетот на истиот, вчера општината спроведе прво прскање со раствор од калциум магнезиум ацетат, биоразградлива хемиска супстанција која има улога и е приспособена за привлекување на штетните PM10 и PM2,5 честички. Идниот период, доколку има потреба и доколку се создадат повторно услови, ние ќе извршиме второ прскање и најважното за нашите граѓани, значи еден апел од општина Битола, значи да внимаваат какво гориво користат за грејење на своите домови. Доколку има поголема фреквенција на возила, некогаш ќе треба да се распрскува и 2 пати дневно. Така што мислам дека ова е како општина, ние како јавно претпријатие е нешто кое што прв пат го работиме, ќе видиме значи дали ефектот ќе се постигне, доколку и било каков и минимален ефект има, ние ќе продолжиме да го работиме ова понатаму. Последните дневни надминувања на PM10 честичките измерени од Битола 1 и Битола 2 мерните станици е регистрирана вчера и тоа 138,4 кај Кецот и 158,9 кај Двојката, што во однос на минатите денови бележи пат. Од јавното претпријатие Комуналец Битола информираа дека општината располага со 6 до 7 тона калциум магнезиум ацетат и растворот ќе продолжи да се аплицира на коловозите и во иднина, а се со цел намалување на загаденоста на воздухот. Денеска, кога Битолскиот совет се состана за да го донесе буџетот за 2017 година, седницата се започна со предлог за зголемување на средствата предвидени за заштита од загадувањето на воздухот. Точката е усвоена, а комисија која ќе се формира ќе одлучува за висината на финансиските средства.